Утринава, мојата колешка Елизабета Дамјановска-Спасеновска ќе разговара и со директор на Стручно средно училиште. Елизабета, добро утро. Добро утро, Кристина. Како што кажа, денеска се наоѓаме во едно од стручните средни училишта во град Скопје, во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. Избравме денешниот линк да биде токму од тука од една причина. Сакавме да видиме каков е интересот за упис во средните стручни училишта. На оваа тема денеска во утренски брифинг ќе разговараме со директорот на училиштето Димитар Ѓоргиев. Добро утро. Добро утро и на вас. Забележавме дека утринава овде нема ученици и навистина бевме изненадени, бидејќи очекувавме дека уписниот рок ќе трае се уште, меѓутоа од она што вие ни кажавте пред почетокот на линкот е дека овде уписот заврши. Зошто е тоа така? Дали се исполни квотата? Уписот во училишта по насока од МОН имавме добиено да биде во 2 до 4 дена. За сите оние што училиште ги исполнуваат квотите минатите години, требаше да се организираат по азбучен ред во 4 дена. Ние како училиште, бидејќи во минатите години не успевавме да ги исполниме сите квоти, решивме да направиме тоа во 2 дена и завршивме со успешно пријавување во првиот рок на ова училиште. Значи дека имаше голем интерес за струките од Михајло Пупин. Оваа година направивме, ако минатата година направивме еден рекорд на упис на ученици, оваа година во првото пријавување имаме повеќе од минатата година, односно направивме упис најдобар во последните 15 години во ово училиште. Бројката на ученици вкупно во првото пријавување е 219 ученика во сите профили. Дали тоа значи дека ќе бидат сите примени или се пријавија и повеќе од слободните места? Во профилот кој е најбаран во ово училиште, а тоа е компјутерска техника и автоматика, се пријавија поголем број на ученици. Дел од учениците што не ги исполнуваат бодовите по конкурс ќе бидат одбиени, но не значи дека ќе бидат одбиени од училиштето. Ќе им се понуди солуција. Една од солуциите е за упишување во другите профили, каде што ако учениците добијат поминат одлични, да кажеме, во прва година, ќе имаат можност на некој начин да бидат и префрлени во оваа струка, во компјутерска техника и автоматика. Зборуваме за струка која што е најбарана меѓу идните средношколци, меѓутоа што е со останатите струки кои што еве да речеме не се толку популарни. Овие струки како училиште што ги нудиме моментално се и најбарани на пазарот на трудот. Овие профили нудат иднина на учениците. Ние одевме во една кампања која се викаше "Инвестирај во својата иднина, запиши се во Пупин". Во секој од профилите има посебно значење и секој профил нуди нешто посебно. Конкретно во нашето училиште постојат 5 профила. Едниот профил е и најбараниот компјутерска техника и автоматика. Останатите профили се електроника и телекомуникации, енергетика и 3-годишното профил, тоа е електричар, тоа е она позната Евана паралелка, каде што сите ученици што ќе бидат запишани во оваа паралелка добиваат вработување веднаш по завршувањето на училиштето и имаат посебни бенефиции, да кажам, бидејќи за текот додека тие учат во ово училиште добиваат месечни стипендии, постојано се во фриките, во таа паралелка се 5 големи компании од градот Скопје. Сите ученици што ќе бидат запишани во оваа паралелка ќе бидат запослени веднаш по завршувањето на училиштето. Дали сите овие бенефити кои што ги споминавте играат улога при одлуката да се запишат идните средношколци токму тука? Имајќи предвид и направено статистички, така ја водевме оваа кампања како и минатата кампања, ова училиште порасна моментално без завршување, имаме уште 2 уписни рока, тоа е вториот и третиот, за 2 години порасна за некаде преку 350 ученика. Што значи дека веќе почнува да се буди свеста и кај родителите и кај учениците и знаат дека инвестицијата што ќе вложат овдека, односно самото запишување во училиште веќе им овозможува еден чекор напред. Огромен број од учениците потоа одат на електрофакултетот, на Винки, на ФЕИТ и на останатите факултети, но веќе се подготвени. Они можат слободно да работат и по завршувањето. Имајќи предвид дека на светско ниво и ова што ни се случува денеска со коронавирусот, и знаете дека онлайн настава, знаете дека сите
скоро голем број од компаниите работат од дома. Овој профил, оваа струка со компјутерите, поготово компјутерска техника и автоматика, тоа е IT секторот, програмирањето е најбарано на пазарот на трудот. И затоа мислам дека и оваа година и од наредната година се повеќе ученици ќе се запишуваат во овој училиште. Дали тоа значи дека можете рамо до рамо да застанете со елитните гимназии во Скопје? Па ние веќе од ланската година се доближивме доста и оваа година, еве конкретно мислам дека Орце Николов некаде околу 300 ученика запишуваат. Јас се надевам дека до крајот на уписите и ово училиште ќе има 300 ученика. Од сите стручни училишта имаме најдобар број на ученици што се запишани на територија на градот Скопје, а мислам и во државата. Директоре, ова е едно од училиштата кое што го избегнуваат женските. Дали имате пријавено кандидатки оваа година? Девојчињата од минатата година се повеќе во училиште. Минатата година имавме негде околу 14 или 15 девојчиња. Оваа година исто имаме десетина. Се надевам дека до крајот на уписите ќе има. Кога ќе направиме на паралела дека на електрофакултетот и на останатите факултети кои ги нудат овие профили, повеќе од 50% се девојчиња што се запишуваат на факултетите. Мислам дека веќе тоа се отстранува, мислам дека и ова училиште кое на времето било Коце Металец и нели познаваме од уште стојато ние работи дека е вакво или такво училиште, денеска Михајло Пупин е еден центар на училиште кој важи за едно од најбезбедните, најчистите училишта во градот Скопје и приоритет за сите ученици, деветоделенци да иднината своја ја обезбедат токму на ова место. Кога ќе бидат соопштени резултатите од пријавувањето? Неофицијалните резултати веќе ги имаме. Ние чекаме да помине наставничкиот совет. Утре ни е закажан за сабајле во 8:30 часот. Веднаш после тоа сите резултати ќе бидат објавени на влезот на училиштето, ќе бидат објавени на веб страницата, на Facebook страницата на училиштето, така да сите родители ќе имаат можност веќе утре негде околу 10 часот да ги добијат резултатите. Тоа значи дека ќе има многу помалку слободни места во вториот и третиот уписан рок. Имате ли од прилика некоја информација со колку места ќе располагат? Ние во вториот круг, да, ќе имаме помалку слободни места. Во компјутерска техника и автоматика, според моите последни информации, ќе останат уште неколку места, негде околу 3-4 места, затоа што дел од учениците не ги исполнуваат бодовите и мислам дека тука нема да имаме проблем, тука ќе бидат пополнети изброј. Слободни места имаме уште во електроника и телекомуникации, имаме во енергетика и оваа година во ева на паралелката, мислам дека ни требаат уште негде 15 ученика да се формираат 2 класа и се надевам дека ќе дојдат од сите оние ученици што не се уште запишани или оние што ќе бидат одбиени, бидејќи да ги согледаме сите работи, дека оваа паралелка нуди на вистина многу поволности и самите ученици без разлика дали ќе сакат да продолжат во една од компаниите да работат, бидејќи им се нуди, може слободно од дома собствено да отворат свој бизнис и да понатаму во животот инвестираат во себе и да може да Таа паралелка која што споминавме Еван, исто така им дава и стипендија на учениците во текот на школувањето, меѓутоа важно е да споменеме дека не само на одличните, туку на сите што ќе се запишат во паралелката. Да, значи ева на паралелката секој ученик добива месечна надокнада, плюс добива надокнада стипендија за феријалната пракса преку летото што доаѓа, добиваат комплетно сите дигитална таблет добиваат, секој ученици. Тука имаме Canva софтвер кој од ланската година минатата година прв пат се промовираше во ово училиште и на целата територија на на Република Македонија. Мене ми е многу битно дека и компаниите што стојат позади нас постојано инвестираат во овие деца. Значи, со најнапредна опрема, може ли да приметивте во задната страна училиштето, се пушти и полигонот за оваа паралелка, така да има на вистина добри услови, прекрасни услови што ги нема ни едно училиште на друго место. И пред самиот крај да го заокружиме разговорот, може би една порака од вас зошто е добро да се учи средно стручно образование наместо гимназиско? Моето размислување минатата година беше дека гимназиските паралелки, како гимназии, дел од тие ученици кога би завршиле во гимназија, не би продолжиле на факултетот, некако остануваат во место.
ова училиште со самото завршување на училиште веќе може слободно да работат и да едноставно да имаат екзистенција во целиот свој живот. Не само тоа што овие ученици што завршуваат им се отвараат можностите секаде во светот, затоа што овие профили што се нудат е нешто посебно. И затоа апелирам и до родителите и до учениците добро да размислат, како што имам сознание од колегите директори од гимназиите, таму бројките се огромни, може би има гимназии што се преку 100-150 ученика, тие ќе бидат одбиени и еве ги поканувам да дојдат ова во училиште и да веруваат дека ќе им биде многу подобро него таму. Ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. Ние се одјавуваме од дворот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин.